Денеска православната црква ги празнува свештеномаченикот Патрикий епископ Бруски со тројцата презвитери, Акаки, Менандар и Полиен, и светиот Јован епископ Готски. Свештеномаченикот Патрикий епископ Бруски со тројцата презвитери, Акаки, Менандар и Полиен, пострадале за верата Христова во времето на Јулијан Отстапникот во Бруса Азиска. Царскиот намесник Јуни ги довел овие светители до врелите води и го прашал Патрикија: кој ги создаде овие лековити води? Зарем не нашите богови, Ескулап и другите на кои ние им се поклонуваме? Светиот Патрикий му одговорил: вашите богови се демони, а овие води како и се останато ги создал Христос, нашиот Господ и нашиот Бог. Тогаш намесникот прашал: а дали твојот Христос ке те спаси ако јас те фрлам во оваа врела вода? Светителот одговорил: ако сака може да ме сочува цел и неповреден, иако јас пожелувам во таа вода да се разрешам од овој временски живот и со Христа вечно да живеам. Но нека биде врз мене неговата света волја, без која ни влакното не паѓа од главата на човекот. Слушнувајќи го ова, намесникот наредил, та Патрикија прво го фрлиле во врелата вода. Врелите капки прснале на сите страни и ги изгореле остро мнозината присутни. Но светителот Божи, на чиј јазик била непрестајната молитва, останал неповреден како да стоел во студена вода. Видувајќи го ова, намесникот се разјарил од срам и наредил на Патрикий и на останатите тројца негови презвитери да им се отсечат главите со секира. Тогаш овие незлобливи следбеници Христови прочитале молитва. Ги положиле своите глави под секирата джелацка. Кога им биле отсечени главите, нивните души, весели, се вознеле во светлото царство Христово, вечно да царуваат. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, поющия Ти. Святому Духу,
spasenija našego radi, voplotiti sja od svjatija Bogorodici i prisno Devi Mariji, nepreložno vočelo veći visja, raspnisjaže Hriste Bože, smrtiju smrt popravi, edin si svjatija Trojici, sproslavljajem i Otcu i Svjatomu Duhu, spasi nas. Светиот Јован епископ Готски бил епископ во Грузија, но кога тамошниот Каган Татарски почнал да ги мачи христијаните, тој се оддалечил 4 години меѓу готите во Бесарабија. Слушнувајќи за смртта на Каганот, се вратил на својата служба и го раководил своето патство ревносно и богоугодно. Пред својата смрт рекол: по 40 дена заминувам да се судам со Каганот. Тоест ни смртта оди пред престолот Божји. И така било. На 40-тиот ден се представил и отишол при Господа. Се упокоил мирно во 8-миот век. Dostojno est Jakovo istinu, blažiti tja Bogorodicu, prisno blaženuju i preneporočnu i Mater Boga našego, česnejšuju heruvim i slavnejšuju besravnenija serafim, bezistlenija Boga slova rošuju, suštuju Bogorodicu, tja Tebe